Нашите студенти сега доаѓаат со понекогаш сум зачуден како имаат некои празнини во знаењето. Ама тие се празнини во знаењето од аспект на моето искуство. Јас сум имал друго искуство. Јас класично бев едуциран. Значи учевме се и се што и бевме принудени тоа се и се што да го меморираме. Нашите нови генерации учат како возрастните што учат. Значи од озгора надоле како што работи машината за барање. Бараш клучен поим, он ти дава друг. Потоа имаш линкови со друго објаснување. Значи они учат сега како нив ги интересира, така се учат. Не мора да имаат една книга која мора да ја читат како ние што имавме една книга. Од прва до последна страна. Што напишал авторот, тоа е за тебе вистината. Денеска не е така. Така да они може имаат некоја празнина, која што нас може да не изгледа скандалозно, меѓутоа која ќе им затребе да ја пополнат таа празнина, они тоа ќе го направат се за 30 секунди. Го имаат се во мобилка. Го има веќе, или во телефон ќе го направат 30 секунди. Доста успешни. И сега, идејата за организирање на кластери е стара. Идеја на Портер. Американците беа многу, очекуваа многу од кластер. Кластер што е Силиконската долина, што е прочуена ретко кој не чул за Силиконската долина, концентрација на компјутерски куќи, софтвер и хардвер на едно мал простор и знаење и фирми нарачки, и нарачатели и фирми снабдувачи. Се смета дека фирмите во кластер можат да остварат поголема конкурентска предност пред фирмите кои што не се во кластер. И ништо повеќе. Портер тоа го кажал и го објаснил уште 1980 година, така не. Тоа што во меѓувреме повеќе кластерски инициативи не успеале, не значи дека концептот не е лош и дека тука нема вредност од тоа. Италијанците имаат и шпанците до некаде, и тоа италијанците посебно карактеристични по еден специфичен вид на кластер на мали и средни предпријатија, кој што многу почива на познанство, на лични доверби и така натаму. И ништо нема лошо во тој кластер, тој одлично се покажува, можеби многу одговара на нашата култура, пошто ние сме слични, медитеранци. И Министерството за економија почна да ги поддржува овие кластери во вид на здружувања, асоциации, например, повеќе производители на прехранбени артикли, повеќе производители на мебел. Што би можеле они да направат да заеднички да им биде полесно? Професорот Мекафи, кој што е кај нас, имаш интересно предавање и направи парадигма за да обични чепкалки за зави и рече скрши една, фрли одма на 2, 3, 5, на седмата веќе не може да се крши, не оди. Значи, кога си заедно, сигурно си